Почитувани граѓани, команданти на единици, началници на сектори, помошници кои зад себе имаат искуство и по 20 и по 30 години во Министерството за внатрешни работи, сега се удар на потпредседателот на СДС Оливер Спасовски. Сите оние кои имаат личен и професионален интегритет во Министерството станаа предмет на отстрел на новиот министер и неговиот политички тим. Тие се цел само заради тоа што потпредседателот на СДС се сомнева дека нема да ја злоупотребуваат службената положба и слепо да ги следат и извршуваат политичките нарачки на Бихачка. Таргет на потпредседателот на СДС се сите професионалци кои работеа на докажување на криминалот на наркодилерите блиски до Заев и партискиот врв на СДС, што изминативе месеци беа откриени и заглавија во затвори за нелегална трговија со наркотици. Таргет на потпредседателот на СДС се сите професионалци кои учествуваа во акциите за докажување на криминалот на неговиот пријател и соработник Захир Бекири Чауш, но и сите оние кои работеа на прибирање на докази за санкционирање на изборната корупција на СДС, почнувајќи од сомнителните исплати во општина Струмица, па се до подкупите на гласачи со дрва во Куманово. Таргет на потпредседателот на СДС се и професионалци кои храбро и безкомпромисно работеа и на случаи како Монструм, Планинска бура и Диво населје. Почитувани, ова што сега се прави во Министерството за внатрешни работи е класичен контраудар на мафијата врз полицијата. Одмазда за сите реализирани акции. Главен инспиратор и реализатор на ова одмазда на мафијата е потпредседателот на СДС Оливер Спасовски. Тоа што СДС го прави во моментов е брутална партизација на полицијата. Надвор од сите законски норми, надвор од сите реформи, се реализира партиска чистка и поставување на партиски послушници на сите раководни позиции. Потпредседателот на СДС и неговите партиски послушници секојдневно се јавуваат и повикуваат вработени во Министерството за внатрешни работи, кои низ долгите години во службата постепено ја граделе кариерата и стигнале до одредени позиции за да им нудат одредени пониски позиции. Понудата од СДС е земи или остави. Им нудат пониски места на кои би биле распоредени по собствено барање. Во спротивно, следат закани дека ќе бидат деградирани, дека ќе бидат девалвирани и дека нема да може ниту судот да им помогне. Ваквото однесување го гледавме во периодот кога Спасовски ја извршуваше функцијата технички министер за внатрешни работи и само во рок од неколку месеци разреши стотици професионалци во Министерството за внатрешни работи. За сметка на сменетите професионалци, позициите ги пополнуваше со партиски послушници, унапредувајќи ги и по 7 скалила спротивно на системот на кариера. Така, свој позиции си обезбедија и луѓе како сопругот на тогашната министерка за труд и социјала Фросина Ременски. Сиот хаос кој го креираше Оливер Спасовски резултираше со драстично намалување на активностите на Министерството за внатрешни работи. Тоа што го прави Оливер Спасовски е целосно незаконски и е спротивно на колективниот договор и Законот за внатрешни работи. Формирањето на партиската полиција е целосно неприфатливо и ќе ја наруши безбедноста во државата. Министерството за внатрешни работи мора да одговори колку решенија се поделени изминатиот период и кои се причините за смени. ВМРО-ДПМНЕ ги повикува сите професионалци во полицијата да не подлегнуваат на политички притисоци од страна на потпредседателот на СДС и правдата да ја бараат пред повисоките органи. ВМРО-ДПМНЕ ги повикува и представниците на меѓународната заедница, кои го следеа работењето на полицијата, навреме да реагираат и да не дозволат ситуацијата да излезе вон контрола. На незаконското работење на Спасовски мора да му се стави крај пред да се предизвикаат посериозни последици. Ви благодарам.